Почитувани гледачи, добар ден. Вторник, време за медицинско катче. Во розевиот месец октомври, кој што е месец за превенција на рак на дојка, зборуваме со доктор Изабела Божиновска од приватната болница Аџибадем Систина, која што работи на проблематиката со карцином на дојка. Утрово во интервјуто ќе зборуваме за превенцијата, меѓутоа и за третманот на откривање, за самопрегледот, но и за сите диагностички процедури кои што треба да се направат. Доктор Божиновска, добро утро. Добро утро, ви благодарам за поканата да бидам гостин во вашата емисија. Најавив дел за она за што ќе зборуваме. Октомври е розев месец. Зборуваме за превенција за рак на дојка. Ајде најпрво околу превентивата, бидејќи најчесто зборуваме дека превентивата е практично половина здравје и дека доколку навреме се открие карциномот на дојка, понатаму може и успешно да се лекува. Така. Значи, сите овие активности во месец октомври, сите овие емисии и настани на кои што се обидуваме да зборуваме се повеќе околу раната детекција и превенција на карциномот на дојка, можам да кажам дека имаат бенефит. Во последните години одреден дел од пациентите се свесни и се грижат за сопственото здравје, значи закажуваат превентивни прегледи на време, не ги прескокнуваат, си прават само преглед и се грижат за себе си. Но сепак треба се уште да се зборува, уште да се делува, бидејќи одреден дел од пациентите, да кажеме, не се јавиле на мамографија, не направиле превентивен преглед, доаѓаат на преглед во напреднати стадиуми, што тоа не треба да биде така. Значи, едноставно се соочуваат со страв дека ќе им биде диагностициран карцином, а не се информирани дека колку повеќе чекаат, колку повеќе кријат, карциномот ќе биде во понапредната фаза, тоа значи покомплициран третман, по-лоша прогноза, со тоа и понатаму и по лош квалитет на живот, за разлика од раната детекција која што им возможува нели да го спасат својот живот и да имаат поквалитетен живот понатаму. Кога зборуваме за превенција, зборуваме за две диагностички процедури, тоа е ехо на дојка и мамографија. Ајде малку да позборуваме околу тоа, кога треба да се направи првото ехо на дојка, кога се прави мамографија и да објасниме околу само прегледот најпрво. Така, значи секоја жена препораките се да започне со превентивните прегледи околу 30-та година со ултразвукот. Ултразвукот е метода која што може да се прави на било која возраст, значи нема јонизирачко зрачење, нема контраиндикации да се направи ултразвук. И бремена жена и жена која што дои може слободно да направи ултразвук. Препораките се да се прави еднаш годишно ултразвук, а некаде околу 36-та до 40-та година треба да се направи првата базична мамографија и после тоа истата се повторува на 2 години. Значи зборуваме за асимптоматски пациенти, пациенти кои што треба редовно да прават прегледи и тоа е и целта, нели, да се открие карциномот кај пациентот кога нема симптом, значи рана детекција на преканцерски состојби, на карцином ин ситу, кога пациентот не чувствува грудка, не чувствува некоја промена, доаѓа на преглед, а ние откриваме дека нешто има во градите. Во однос на самопрегледот, значи самопрегледот треба да почне секоја девојка кај која што се почнуваат да се развиваат градите, значи некаде околу 20-та година од животот, треба да почне да ги запознава своите гради, значи да почне да практикува да прави самопреглед, за да има една основа, база, да знае што се случува со незините гради, да види дали има асиметрија, дали има некое вродено, да кажеме, вовлекување на брадавицата. Сето тоа да го нотира и да знае што се случува со незините гради, за ако во текот на животот се појави некоја нова промена, да може да реагира и да се јави на лекар.
сега кога се прави само прегледот, најдобро е некаде 2 до 3 дена по завршување на менструалниот циклус, бидејќи пред тоа нели градите се поболни, поотечени, може и некои лажни грудки да ги напипаме, затоа е најдобро по завршување на менструалниот циклус да се направи инспекција пред огледало и потоа палпација, значи да се испалпира регијата на дојките, но и регијата на пазовите, да не и таму се крие некоја грудка. Оно што го имам како податок од вашата болница дека малте не секој ден се открива по еден карцином на дојка статистички. Имамте ли некоја ризична група, бидејќи порано беше некаде на 40-та година, од 40 до 60, меѓутоа светската статистика вели дека се повеќе кај помлади пациенти се детектира карцином на дојка. Каква е состојбата кај нас? Така, значи секојдневно можеме да кажеме дека доаѓаат пациенти со некаков симптом. Не секој симптом значи и дека постои карцином, меѓутоа за жал скоро секој ден имаме по некоја таква диагноза и тоа значи дека честотата е зголемена. Тоа е така на светско, на глобално ниво и ние ги пратиме тие светски трендови. За жал и возрастната граница е намалена. Ако порано беше типичен карциномот на дојка над 55-та година, сега се почесто го среќаваме кај млади пациентки. Значи млади пациентки од 30 до 40 години се борат со овој малигнитет, а за жал имаме и неколку млади пациентки од 19-20 годишна возраст кај кој што е диагностициран овој малигнум. Тоа ми беше и следното прашање, значи 19 години е најмладата пациентка која што е детектиран карцином во вашата болница. Кажете ми околу лекувањето, нели, откако ќе се детектира карцином за жал кај некој од вашите пациентки, која е постапката понатаму? Значи, лекувањето е индивидуализирано. Лекувањето не е исто кај секоја пациентка. Што ни е важно? Важно ни е типот на карцином, важен ни е стадиумот, големината на карциномот, значи дали се работи за локализирана болест, дали се зафатени лимфните жлезди, дали има метастази на други органи. Значи се прави една стратегија мултидисциплинарно, значи вклучен е патологот, вклучен е радиологот, хирургот, онкологот и се прави одредена стратегија како понатаму ќе се третира тој карцином. Како што кажав, во раната фаза, доколку е откриен, третманот е многу поелегантен, со многу помала, да кажеме, штедлива интервенција, би можел истиот да се истретира за разлика кај напреднати стадиуми кога е потребна мастектомија, лимфаденектомија да се направи. Исто така и онколошкиот третман е помалку агресивен кај пораните фази на карцином. Дали секоја детектирана дојка, велиме дека треба само преглед, секоја детектирана грудка треба да значи дека станува збор за карцином и дали после секоја напипана грудка треба да се направи консултација со радиолог? Така, секоја нова промена во градите која што ќе детектираат пациентите треба да се јават на лекар и да проверат што е. Најголем дел од грудките се или лажни грудки или се резултат на многу често среќавањата фиброцистична болест, значи тоа е некоја циста која што нели се разликува од карциномот, обично грудката е подвижна, не е фиксирана, меѓутоа пациентите не можат секогаш таа диференцијација да ја направат, така да било кој симптом да го заприметат, треба да се јават на доктор, било да е тоа некој секрет од дојките, да кажеме, крвав или серозен секрет, најчесто се поврзани со малигномна дојка, било да е тоа некое црвенило, тврдина, промени на кожата, вовлекување на брадавицата, вовлекување на делот, значи кожата на дојката или пак зголемување на дојката, црвенило, тврдина, болка, треба да се јават на лекар. Дали имате детектирано карцином на дојка кај бремени жени и кај жени кои што дојат? Бидејќи светски, има случаи каде што се појавува. Да, може, значи карциномот на дојка да се јави во периодот на бременост и во периодот на лактација. Во периодот на доање малце е специфичен за диагноза, тој така наречен инфламаторен тип на карцином, чии што симптоми може да се преклопуваат со симптомите, да кажеме, на маститот, кој што често се појавува во тој доајнечки период.
така да треба со особено внимание да обрнеме кај тие пациентки доколку немаме одговор на антибиотска терапија за одреден временски период, треба да се направат дополнителни исследувања да не во позадина стои некој таков тип на малигном. Кои се ризик фактори, освен генетските предиспозиции, постојат ли некои ризик фактори поради кои што се јавува карциномот на дојка? Значи, ризик фактори да се генетската предиспозиција, доколку пациентот во фамилија има два или повеќе членови во фамилијата со карцином на дојка. Исто така употребата на хормони, инвитро стимулациите, самото аерозагадување, немањето на физичка активност, сите оние штетни работи кои што ги правиме влијаат, меѓутоа може да делуваме на нив, но не значи дека ако сето тоа е во ред, дека нема да се појави карциномот на дојка. Најглавна и клучна превенција што ние може да ја направиме се превентивните прегледи и скринингот. Во еден дел од интервјуто спомнавте дека многу од жените ви доаѓаат во поодмината фаза на карцином. Дали станува збор за некоја стигма или е страв кој што се јавува кај жените со соочување со реалноста практично? Свесни се дека имаат карцином, меѓутоа не сакаат да се признаат. Да, за жал имаме многу напреднати случаеви на карцином на дојка заради тоа што пациентите едноставно се плашат да се соочат со дијагнозата. Во главно тоа се повозрасни пациенти, кријат дека имаат некаков проблем, па се доаѓало и до случаеви на дури екзулцерирана кожа и многу напреднати стадиуми, но треба да бидат информирани дека не треба да се плашат од оваа болест и да не чекаат да дојде до тој напреден стадиум, бидејќи третманот е многу поедноставен ако нели се открие понавремено. Да не го заборавиме и посилниот пол, некако карциномот на дојка секогаш се поврзува со жени, меѓутоа светската статистика и она што го имаме и ние во Македонија е дека многу често се случува да се појави карцином на дојка и кај маж. Дали има, или зборувам и кај мажите треба да се прави само преглед, колку е чест овој карцином кај мажите, значи една слика да направиме кај спротивниот пол. Карциномот на дојка кај мажите е исклучително редок, околу 1%, меѓутоа сепак може да се појави. Секоја грудка, секој симптом кој што ќе го почувствува мажот, треба исто така да се појави на лекар и се прават истите дијагностички методи и процедури како што би се направиле кај жената, и ехо и мамографија. Најчесто тие грудки се, да кажем, или липомија, атероми, гинекомастија, односно развивање на жлезден паренхим во машката дојка, меѓутоа доколку има некаков проблем, треба да се јави на доктор. Доктор Божиновска, за крај на интервјуто една препорака до сите жени. Што треба да направат, нели, да го заокружиме интервјуто, да не се плашат од преглед и да не чекаат само октомври, да се крене јавната свест во текот на цела година дека треба да обрнат внимание на превенција. Да, треба многу да зборуваме, 365 дена да се зборува на оваа тема за да се откорне стравот, да не се плашат пациентите од прегледот, да не ги прескокнуваат прегледите, да не се плашат од мамографијата, значи не е болна, нема висока доза на зрачење, размислувањето направив само ехо, уредно е, нема потреба да правам мамографија, не е правилно, така да, значи, треба да се грижат за своето здравје, да ги прават редовно прегледите и да се свесни дека раната детекција значи спасување на живот. Ова беше доктор Изабела Божиновска, радиолог од приватната болница Аџибадем Систина. Се надевам дека гледачите добија корисни информации. Оно што можеме да го заклучиме е дека превентивните прегледи треба да се прават во тек на цела година и да не се чека октомври. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат, следете го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.